Пред да почне самото видео, сакам да ви се извинам за лошиот квалитет на видеата. Тоа е поради тоа што ги префрлив преку Viber. Стварно ова го правам касно навечер, немам ни доучено и немам сила да го правам како што обично ги правам поквалитетните видеа. Исто така и нема транзиции, нема некои едити. Стварно не бев при сила да го завршам онака како што сакам квалитетно, туку се потрудив да го спремам, да го средам и да го објавам уште вечерва за да помогнам на некој и нешто да научите ново. Фала ви на разбирањето и се надевам наредното ќе биде многу подобро. Уживајте. После месец дена се враќам во видео. Дел поврзан со вежбање, дел малце со факултет. За сите студенти што ви е проблем да избалансирате време со јадење, со оброк, со тренинг, со исхрана, сега ќе направам еден оброк, meal prep, за се надевам ако испадне секако што треба за целата недела. Идејата е да направам пилешки бурита, малечки, 10 или повеќе, за да имам по 2 на ден, односно главниот ручек да ми биде тоа. Дали ќе успеам и како ќе заврши ова видео, не знам ја, ќе видиме. За многу брзо иде ново видео од нова теретана, каде се надевам ќе струшиме некој пиар. Сега ќе видиме што ќе направим. Добро, се паузира. Значи, една моја Ultra Pro Max вага, кој ќе се смее, можам само да му кажам дека е ултра точна. Тука го имаме стекот. Стекот е претходно само зачинет со нешто сол, малце онака. Ама сега ќе измериме, тука треба да измерам 1 кило стек. Колку има? Ова има 300 грама, да кажеме. Значи идеме 300 грама стек овде. Од тука ги одмрзнав, овие посвежи ми се. Овие се малце така постојни. Ова ќе биде јако парче. Ова е 400 грама. И тука имаме 700 грама стек. И сега би ми требали уште 300, да кажем. Што знам, моја некоја проценка, ова може и ова да биде точно 300, ајки. Да, кој што кажав, 300 и нешто грам. Сега го измеривме стекот, нареден чекор ќе се видиме кога ќе го правам зачин. Откако го направив првиот чекор, а тоа е да го измерам кило месо и да го исечам на пола секој стек, јас нема да го чукам со чеканче, но само вака со вилушка ќе го избодам секаде, ќе видите зашто. Зашто ствари ќе ви кажам, јас ќе го печам без ништо, у смисла на без зејтин, без свинска маст, без било што, за да биде најкалорично, у смисла, не најкалорично, туку да биде најефикасно, ето, ајде, така. Да нема многу калории, да нема масти, да нема тоа. Сега, сега иде, прво идеше у јајце, така? Прво иде во јајце ли? Сега, секој парче стек, прво го фрламе во претходно спремни 2 јајца. Ја тука се зафркнав брашно, сега ќе го ставим нешто поголемо, пошто измачкам. Откако беше во јајце, сега иде во брашно. И ствари ова беше како презла нешто. И тоа е тоа. Сега си го враќам назад. Истиот процес ќе го повторам со неколку парчиња и после ќе ги зачинам и спремни се за опечка. Месото, целото го свртивме во овој процес на мешање и малце ми остана, може брашно, може да сум ставил поише. Рецептурата викаше, како викаше, 150 грама, ја може стави 200 и јајцата од 2 остана многу малце. Сега нареден чекор, зачинувате по желба. Искрено не ви оставам рецептура за зачинување, туку по желба. Јас обично што правам, за месото да има целосен зачин, секаде право ќе фрлам карито, пошто некако најтешко ми фаќа, и го ставам вака. Треба да си купам во онаков соларник што се вика и да можам да си ставам точно кај сакам, а не вака, гледате ми лета по даската. И сега прво ова го ставаме за фати сегде. И после ја ставам малце и вегета, за да има зачини, нели, микс на вкусови. Ова вака иде на секаде. Гледате, и лом не правиме голем хаос.
нешто малце на масата, што после ќе се избрише, тоа е битно. Сега нареден чекор, додека си ги правив за мене, прави вака некакви си отвори во месото. И во овие отвори ја го ставав кашкавалот уствари. Сега како тоа ќе го изведам, искрено не знам. Тоа не е ни многу битно, бидејќи кашкавалов при печење ќе се стопи и може уствари да го ставиме само врз месото. Ситно исецкани парчиња, некако да, гледате, не можам убаво да го вглавам како што сакам. Затоа само вака ќе наредам на неколку. И вака редам кашкавал и месото вака како ќе биде, го ставаме во тава и иде на 200 степени на околу 20 на минути. Тавата како изгледа, кило стек, припремен, без зејтин, без било каква маст, туку има само брашно, јајце, кашкавал, зачин по желба и тоа е тоа. Стекот беше претходно, пола беше замрзнат, пола беше свеж. Го исеков, го спремив, малце се затопли во топла вода. Обично нему ставам млеко пред да го подготвам, но сега тој процес малце го избегнам, ми останале кашкавалчиња. Кашкавалчијата, како што гледате, го ставам секаде на изменично, не ме интересира, бидејќи посекако ќе се стопи и на крај кога ќе го исечкам и уствари месото кога ќе го измиксирам цело, пак ќе дојде се едно. Тоа е тоа. Сега оваа печка ќе иде во шпоред на 200 степени 20 минути. Тоа додека се прави, додека се дозагрее шпоредот, ја ќе го исчистам овој хаос и ги испремам тортилите. Се вративме после мала пауза, печката се загреа, месото сега само што ќе го ставам и тука припремам салатата, гледате. Значи секој по избор. Јас не ем, додуша кромидот не е да толку мој избор. Мислам, сакам кромид, ама преби ставилов дека некоја марула, моментално имам кромида, не марула. И зелка обавезно, да, зелка е еден од голд, можете и црвена ако не едете. Тука имам малце спремно, тука имам ушти сечкана, ќе видиме ако не стигне. Тука ги имам, ќе ги видите зачините. Имам кетчуп со кари, зашто кетчуп со кари? Пошто не знам колку може да се види, има 0 грама масти. Има малце шекер, ама 0 грама масти кој може нека види на целото ова, така да. И овде малце ми има останато тартар, ќе фати колку за 2 тортили. А што ќе правиме со останатиот дел? Ќе видиме, ќе смотам некоја смеси. Ама упалив камера сега, ови тој satisfying модел, сега момент не модел со кромиот што ќе се случи. Значи идеме, тоа. Баш како некој фаст фуд ресторани. Уште се научам брзински да го сечам ова и ќе ставам стварно Гордон Ремси. Ништо, се гледаме на припрема на тортилите. Значи, уште малци месото ќе биде готово. Сега, ќе ви покажам припрема само на една тортилја, бидејќи ако ви покажувам припрема на сите 10 ќе ми одземе многу време. А и ќе биде досадно видеото. Значи, најдобрата тортилја по мене ќе биде првата и втората, вајда, бидејќи само за толку ќе имам тартар сос. Понатака наредните ќе ги правам со киселото млеко од млекара Маско. Значи, истиот принцип кој што го ставам тартар сосот, ќе го ставам и киселото млеко. Една лажичка, да видиме дали е доволно. Искрено, онак, не е, ама за да биде... Бидејќи овие бурита тортили ќе бидат као врапови, онак, fat loss, maintain, ама не се за muscle gain. За да бидат за muscle gain треба да ставам уште 2 лажички, сосема беа доволно лажичка и пол, или 2. И... да, за muscle gain ќе треба и поише месо. Се уствари немава да биде цела припрема на тортилја, бидејќи сега уствари треба да дое месото. За кога ќе дое месото, ја тука си ги поделив на 10 купчиња, има кромит со зелка заедно измешано. И јас само ќе земам едно купче. Значи прво го ставам месото, па ќе ставам едно купче, ќе ставам тука, исто така земам фат од претходно исецкано сирење. Значи вака некако од прилика и ставам врз салатата. И ќе додадам кари кетчупот. Тоа уствари ќе биде тоа, мислам дека една тортилја. Ја мотам на принцип една жвака од 2 пати од страните и ја ставам во фолија и све тоа ќе го видите како ќе ги наредам кога ќе го завршам со месото. Значи, его, целото кило месо извадено од жешката печка. Значи, изготвено е скроз и многу е меко, сочно. Баш како да сте го правиле, да сте го свариле, нешто да сте... Стварно не знам зашто тоа се случува и зашто тоа е случува, ама еве, пробав ја, прво јаце и стварно месово е, значи не се приметува дека е само печено. Сега, како што ви кажав, сега следниот чекор е јас ова целото да го исечкам и ќе видам како да го разделам по купчиња, ако не можам, тогаш ќе идам од прилика и почнувам да ги правам тортилите, ќе се видиме за кратко. Значи, еве, чисто истинскав дел од месото,
колку да можам да ви покажам припрема на една тортилја и на крај ќе го видите финалниот продукт сите наредени. Се надам дека нема да утнам во месото као да изгубам. Баш ќе ја пробам сега вагата. Сега ќе видам дали, пошто не знам колку ќе ми биде функционално уствари за помали грамажи. Ајде да видиме дали ја ќе успеам да... значи ова на вага мава 50 грама. Значи ја би требало да го наполнам до 150 за да извадам 100 грама месо. Ајде ви. Нешто вака. Ова би требало да представува 100 грама од пилешкото. Сето иде на тортилја. И сега малце ќе го збиеме, само да видам како се вролаше. Треба вака и после вака. Што значи дека треба ова вака да ми биде. Да успе убаво. Значи ова вака, ова вака. Ова цела наука за мене. Добро. Идеме, како што реков, сега одбирам било кој купче. Ја со ред. Зелка и кромит од овде. И го ставам вака врз. Тоа. Исто така земам од сирењето. Вака. Ставам врз. И сега го взимам кари кетчуп. И ставам исто така. Ако малце сака да се работува полнен нов е, ама не знам зашто заеба. Ставам исто така и од него. И тоа би требало да биде тоа уствари. И се само да успеам да ја заролам, а ја искрено не сум вешт ич во ова. Највише го мразам овој дел кога правам било што вакво. Ајде како фейл сега ќе биде уствари. Значи идеме еднаш вака, треба уште еднаш вака, треба уште еднаш вака. И сега е вака да ја ролам, па вака нема да може. Имаме фейл. Ништо ќе треба изгледа да го видам видеото, кај што човеков ги правеше, за да видам уствари како ја да го сролам. Тоест тоа може и вака да биде, едно бурито, ама што правиме со овој дел тука? Најверојатно вака. Имам идеја. А јас кога ги правев со телешко месо, нешто видов идеја и го правев вака овој дел со чичкалици, тука го затварав вака. Сега колку ова ќе успее да држи. И сега од овдека е затворено, тука го затвараме вака. И сега јас ќе ги направам сите вака и ќе ги замотам во фолија. Пред да ги ставам во фолија, ќе ги зачинам со уште нешто одозгоре и ќе идат малце во печка. Значи, не знам, мислам дека видовте сепак првата тортилја како ја направив. И секунда, сега ќе ви покажам уствари. Значи, ги гледате вака овие, ова и овие две, овие три. Ова се моите, а ова се тортилите на Аце. Значи, јас толку уствари не знам да вртам тортили, да ова е немогуче. Сега ќе ги смениме малку улогите на камерман и на кувар, ќе видите како еве некој од овие ќе земи ќе ја преправи. Секунда, само ова мора да се сними и да се види. А иначе умерките изгледа има мутното и ќе ми испаднат 9 бурита, а не 10. Нема врска. Сега ајде ќе видиме, ќе ги извадам овие мои веќе чкалици експериментални и ќе одвиткам скроз тортилјава. Значи, без да ја оштетам многу, иако е дупната малце овде. Работите ќе ги прибереме овака малце навнатре. Збори. Добро. Ако веќе ја фатиме тука. Фатиме овдека. Ја роламе, ама истовремено овдека пази да ти иде колку помало и помало, да не ти избега кod тебе. Овдека малку ќе биде проблем, нека си го уништиме, ќе го правиме. Они ги поправа. Каква беше и каква е? Значи, јас сум фасциниран. Сипај. И гледате сори како се ги собир. И гледате разлика измеѓу неговите и моите. Ама добро, боже мој. И што? Тука има 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 тортили. Понеделник, вторник, среда, четврток. И сега јас више немам ни месо.
Тоа е тоа месото што остана од целото ова кило. Го мерев, мислам дека точен бев по 100 грама или вагата ми излажа, или едноставно при печење се смали грамажата, но тоа е тоа, едната тортија ќе биде, ќе го поделам, еве, не знам ни како се случеше сега, извинете, микрофончето беше оддалечен од мене. Ова месо ќе го поделам во две тортији, овие две тортији ќе бидат малце посиромашни последните две, но тоа е тоа. Ајде се слушаме за кратко. Сега малце и друг звук, го исклучив микрофонот искрено. Еде ги како личат после се финално. И од озгоре им фрлив уште малце вегјата. Кари не ви им фрлил, тоа е тоа. Сега, може малце да ќе сецнам и маргаринче пред да ги ставам во печка со мојата ракавица. И да, уствари, да. Се тоа ќе го направам кратко, ќе се запечат малце, ќе видите како ќе стролам една во фолија и тоа е тоа. Храна, ручек за цела недела имаме. Понеделник, вторник, среда, четврток и петок. 5 дена по 2. Е тоа. И да. Вака изгледа, сепак им ставивме малце мед од озгора, не знам зашто. Ама да. Сега идеме процес, значи овие 10 ќе ги видите за кратко во фолии, свиткани и да, идат во фрижидер и спремни се за цела недела. Сепак, само со слика ќе оставам како изгледаше финалниот продукт, бидејќи мислам дека не упалив камерата на крај. Ги наредив во едно сатче и во фрижидер во кеса. Така да имам јадење за сите 5 дена, односно главниот ручек. Доручекот ќе биде претежно некои јајца во шејк со банана и млеко, а за вечера, односно за доручекот што требаше исто да се спреми беа overnight oats, исто 5 оброка за сите 5 дена, ама тоа го заборавивме. Памет за наредна недела и очекувајте да успеам да ве апдейтнам, бидејќи стварно имам повеќе за учење оваа година. Видеа подолго време немаше, баш од таа причина нова година, ново се да се апдейтираме, иако веќе една помина, сепак нови предмети. И да, во теретана исто така паузирав некој време, сега ќе идеме во нова теретана што се отвара оваа недела, се надевам. И да видиме какви пиар ќе струшиме, какви резултати ќе направиме, дали ќе положиме година, дали нема. И тоа би било тоа, нешто повеќе околу овој мил преп, да кажам дека едно бурито има околу 40 грама протеин, 35, со по 300 калории максимум, може и 250, не знам, стварно точно. Тоа може да се израчунете според состојките што ги видовте, да не ви видат се на тацна, нели? Ова го препорачувам да го прави секој студент што сака да заштеди време, што сака да научи повеќе, што сака да извежба, што сака да искочи и што сака едноставно академскиот живот да не го онака затвори само пред книга и да нели да се паничиме што да јадам, кога да вежбам, кај да идам, што да правам. Еве овој дел што секој ден би ми земале по 40 на минути за ручек, го решивме во саат и пол во еден ден, така да 40 минути по 5 дена, тоа се 200 минути, колку се тоа сати? 3 сата и 20 минути. Заштедивме во текот на цели 5 дена, што искрено не е малце кога треба да учиме нели предмети. Тоа е тоа, се надевам нешто не заборавив, битно околу темава. Ако заборавив, пишете во коментар што ве интересира, ќе одговорам на се. Ставете лайк, шер, субскрайб. Целта за субскрайбери малце ќе ја паузираме. Се надевам на подобра конзистенција, редовност до нова година, што да кажам. Тоа е тоа, фала што изгледавте видеото, се гледаме во некој од наредите. Чао!